Со Богородица стоиме под крстот. Во евангелската порака од четвртата недела од Великиот пост слушаме за настанот кога Исус ќе излекува младо момче во кое има нем дух, зашто впрочем ни зборува Светото Евангелие од евангелистот Марко, 9 поглавие, 17 до 31 стих. Овој настан се случува по преображението на гората Тавор, каде што Христос бил заедно со Петар, Јаков и Иван, и каде што се преобразил во неговата слава, а во присуство на Мојсей и Илија, и можеме да кажеме дека ова Евангелие воедно постепено не подготвува за влегување во страстната седмица и престојните страдања кои Господ ќе ги претрпи заради нашето спасение. Од друга страна, настанот со оздравувањето на ова младо момче завршува со Христовата изјава за неопходност од пост и молитва за да се победат нечистите духови, што е уште еден поттик да се опстане, да се истрае во постот во кој се наоѓаме. Таткото денешното свето Евангелие најпрво го донесува својот син кај Исусовите ученици, но тие не можеле да го излечат. Апостолите се изненадени од нивната немоќ, од нивната неспособност, бидејќи Исус им беше дал моќ да лекуваат. Кога учениците прашаа за причината за нивниот неуспех во оздравувањето на ова младо момче, Господ одговара дека тоа се случило поради недостаток на молитва и пост. Со други зборови, за да се направи чудо, неопходна е и молитва и пост на оној што моли за чудо, па макар било и за оздравување. Кога па таткото на момчето со нем дух ќе побара од Исус оздравување, во исто време има и одредено сомневање, дали тоа воопшто е можно. Христос одговара дека се е можно за оној кој верува, за оној кој има доволно вера. Со други зборови, за да се прими чудо од Бога, неопходно е цврсто да се верува дека Бог може да го направи тоа. Така од една страна недостасувале постот и молитвата, а од друга страна цврста вера за да се направи ова чудесно оздравување. Христос ги отстранува причините кои биле пречка за оздравувањето. Тој, совршен во молитвата и секаква воздржаност, го поттикнува таткото да верува. И тогаш се случува чудо. Ако сакаме да направиме чуда во нашите животи, мора да молиме и постиме. Може би посакуваме и бараме, молиме чуда кои ќе бидат видливи, а посебно човекот е желен за чуда на оздравување, но телесно оздравување. Но зарем многу поголемо чудо не е да се отвори човечкото срце, тврдо срце, да биде омекнато со помош на Божјото Слово. Чудо е кога ќе можеме да простиме за нанесените рани, повреди, навреди. Чудо е кога имаме љубов кон непријателите, пожртвувано, самоодрекување. Зар не е големо чудо да можеш да простиш, да љубиш, да се дадеш себе си како жртва за ближниот? Ако сакаме да примаме чуда од Бога, мораме да бараме од Него да ни помогне во нашето неверие. Честопати го молиме Бога, но не веруваме дека она за што молиме дека ќе ни биде и дадено. Па како тогаш можеме
да добиеме такви милости од Бога. Често сакаме да простиме, но не се молиме за престапникот, не постиме и не сакаме ништо да жртвуваме, од ништо не сакаме да се откажеме во нашите животи. Па како тогаш можеме да го направиме чудото на простување? Чудо во Божјо име може да направи оној кој моли и пости, а оној кој има вера во Божјата семоќ може да го прими. Што мислиш за себе? Дали имаш голема вера во Бога? Или како таткото од Евангелието, денес ти му кажеш на Исус: верувам Господи, помогни му на моето неверие. Исус ни дава две средства за чуда во нашите духовни борби: пост и молитва. Па дали воопшто постиш? И ако постиш, тогаш каков е твојот пост? Дали се бориш со гревот, со твоите слабости? Дали воопшто молиш? И ако молиш, тогаш каква е твојата молитва? Дали сметаш дека времето што го одвојуваш за молитва е доволно? Или можеби треба да молиш нешто повеќе? Ако со нешто не можеш да се избориш, дали го повикуваш Исус? Повикај го денес и кажи му како и таткото: Учителе, го донесов при тебе мојот грев, моите слабости, моето непростување, моето тврдо срце, и помогни ми. Знам дека ти тоа го можеш. Размисли за ова денес и донеси одлука вистински да го следиш Исус на неговиот пат во Ерусалим, каде ќе биде предаден, каде што ќе биде измачуван, ќе страда и ќе умре заради нашите гревови и на третиот ден ќе воскресне. Со Богородица стоиме под крстот.